Добар ден и добре дојдовте во најновото издание на магазинот за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Бебињата растат со неверојатна брзина во текот на првата година од животот. Покрај физичкиот раст во должина и тежина, бебето минува и низ одредени фази на постигнување познати како развојни пресвртници. Тоа се лесно воочливи вештини како превртување самостојно на бебето од грб на стомаче, проодување, седнување и слично. За сето ова, денеска ќе разговараме со доктор Лилјана Коич, специјалист по педијатрија од приватната здравствена установа Ординација по педијатрија. Доктор Коич, добре ни дојдовте. Добре најдов. После 40 недели, долги недели, бременост, откако бебето ќе се роди, доаѓа до првата голема пресвртница во животот и за бебето и за новите родители. Кога бебето ќе дојде во домот, тоа всушност почнува со развој надвор од утробата на мајката. Како изгледа бебето во таа прва недела од животот? Бебето во таа прва недела од животот не е многу активно. Оно ќе се менува интензивно во наредните, да кажам, 5 до 6 недели и физиономијата ќе му се менува и физичкиот изглед ќе се менува, но и психомоторно ќе се менува. Во текот на првата недела се сменуваат главно периоди на јадење, спиење, не е многу активно, тоа може да ги малку збуни и разочара родителите, затоа што они би сакале можеби малку повеќе интеракции. Меѓутоа, како год да тоа ви изгледа, дека тука ништо не се случува, напротив, се случува многу, интензивно, секој ден се ствараат илјадници нови синапси и малото туку-што новородено суштество се усмерува кон патот да се развие во Homo sapiens. Тоа битни се тие први ден и битни се тие стимули први. Ќе зборуваме и за тие стимули. По една седмица во домот на бебето, родителите, новите родители, најчесто веќе не се ни свесни кој ден во неделата е, така што обично и не се запознаени со информацијата дека тука настанува најголемиот развој во животот на детето, на бебето, воопшто на човекот после раѓањето. Како треба да напредува во првите 6 месеци бебето? Колку треба да се издолжи, да порасне, колку треба да стави на тежина? Па вака, се што ќе се каже, се што ќе кажам јас сега, да кажеме, е некоја рамка. Секој бебе е како отпечаток од прст и индивидуално е. Генерално, негдека од први до трети месец треба да напредува во просек од 500 до 1000 грама месечно, односно просечно околу 700-750 грама, што би дошло негде околу 112 до 250 грама неделно. Да кажам, тоа е темпото со кое што би требало да добива во тежина. Меѓутоа, ако е тоа нешто благо над или благо под, не е ништо страшно. Од 4 до 6 месец, просечно бебето напредува просечно 600 грама месечно, негде околу 6 месец би требало да ја удвои својата родилна тежина, меѓу 6 и 9 месец напредува околу 450 грама месечно, просечно зборувам, и негдека од 9 до 12 месец околу 300 грама, што значи дека на крајот на првата година би требало да ја утростручи својата родилна тежина. Простата математика вели дека доколку е бебето родено со околу 3 кила, 3.200-300, на крајот од првата година би требало да има 10 кила. А што е со видот на бебето? Дали бебињата, односно новороденчињата, кога ќе дојдат во домот, можат да го фокусираат погледот, можат ли да гледат на некој растојание од 20-30 сантиметри, да препознат мајката? На 20-30 сантиметри да, меѓутоа видот не е развиен. Значи сите сетила се развиени во утробата, вкусот, допирот, мирисот не се непознати за бебето. Оно ги чувствува во утробата на мајката. Видот е сетило кое созрева после раѓањето до третиот месец. Значи, она што бебето може да го види, треба да му биде блиску. Бебињата се раѓаат кратковиди. Тоа не значи дека така ќе остане. Тоа ќе се смени во наредните 2-3 месеци. Они гледаат близу и тоа што го гледаат во првиот месец се контрасти. Ја гледаат контурата и контурата на мајката наспроти позадината.
Тоа е тоа што го гледаат, но со оглед на тоа дека се работи за интелигентни суштества, многу брзо развиваат, сваќаат дека се прават врска меѓу контурата и гласот на мајката. И така они на некој начин ја препознаваат мајката, односно тој што се грижи за детето. Мајката, таткото, и браќата, сестрите, некои од бабите и особите што се грижат за нив. Родителите обично сакаат детските соби да ги уредат во пастелни, светли бои, но веќе како што споменавте, децата најмногу гледаат контури. Обично има некои истражувања кои што покажуваат дека црно-белите геометриски тела, односно фигури, облици се она што им го привлекува вниманието. Дали тоа значи дека домот би требало на некаков начин да се уреди соодветно за да биде некаква стимулација за детето? Па да, сега конкретно баш може би на зидовите не, затоа што е тоа една транзиторна фаза, детето од 5-тиот месец натака веќе гледа во боја. Меѓутоа, така да пастелните бои оддалечени на зидовите нема да пречат, меѓутоа убаво би било да има поставени некакви слики кои што можат да го анимираат, кои се во форма на мета, црно-бели, црно-бели точки, разни фигури црно-бели, а потоа како изминува првиот месец, навлегуваме во вториот, почнува да ги гледа боите, најпрвин црвената, па потоа портокаловата, па зелената и на крај сината и жолтата боја. А на која возраст веќе почнуваат да уживаат во играчките кои што се закачени над кревечето? Видот сосема зрее, негдека во вториот месец оно ја гледа мајката и ги гледа очите на мајката. Набрзо после тоа почнува да го гледа и носот и на крајот устата и го гледа и лицето. Мајката ќе препознае кога бебето почнува да ја препознава. Тоа се гледа по тоа што кога мајката ќе се доближи, бебето има една широка насмевка, се радува. И тоа е моментот кога е неверојатно еден среќен момент за родителот, кога ќе сватиш дека после тие 2-3 месеци во кои мислиш дека нема интеракција, одеднаш гледаш интеракција. Гледаш дека малото човече се радува кога му приоѓаш. Така да после третиот месец, принцип, бебето гледа добро, а во вториот месец ќе проба и да фокусира и тоа не треба да ги секира родителите, може да се случи да има конвергенција на очните булбуси, тоа не е страбизам, тоа е зреење на конвергенцијата и фокусирањето. Помеѓу 4-та и 6-та недела велат дека бебињата бараат најголемо внимание. Некои родители тоа го опишуваат како скок во развој. Што е тоа скок во развој, на каков начин се манифестира? Тоа е вториот скок во развој. Првиот се случува меѓу 2-та и 3-та недела, па потоа имаме во 3-ти месец, во 4-ти, во 6-ти месец. Значи, тоа е еден период во кој што бебињата забрзано растат. Тука им се прво зголемени потребите за храна. Значи, бебето ќе јаде, родителот ќе ви каже дека нон-стоп јаде, цел ден цицаме. Да кажам, или цел ден бара да јаде. А ќе го забележат исто и по намалувањето на облеката. Облеката која што му била точна ден-два пред тоа, наеднаш станува мала и тесна. Значи, бебето во тој период расте побрзо, тоа не е карактеристично само за бебешкиот период, имаме и кај тинејџерите и кај поголеми деца такви скокови во растење. Меѓутоа знаат да бидат непријатни и бебињата знаат да бидат прилично нервозни во тие периоди. И плачливи. Плачливи, тоа трае 2-3 дена и тогаш треба да се утешат, треба да се гушкаат. Дали почесто треба тогаш бебињата се држат во раце? Да. Родителите се плашат да не е некоја болест, најчесто одат на педијатар. Се случува ли во такви моменти да дојдат кај вас да бараат одговор што е проблемот? Најчеста причина е, една од најчестите причини е многу плаче. Тоа е тој бебето, за плачењето на бебето е посебна приказна, тука е една поширока тема тоа. Меѓутоа во тој период мислам дека треба да му се пружи утеха. Генерално треба да му се пружи утеха секогаш кога плаче, дури и при крај на првиот месец оние сваќаат разликата, сваќаат дека имаат способност на правење на прости асоциации, од типот ако плачам ќе ме кренат. Дури и кога знаете дека плаче затоа што сака да го кренете, направете го тоа. Направете го тоа, земете го и гушкајте го, па и подоцна, кога ќе биде веќе поголем ко бебе, кога знаете дека лажно плаче, земете го и утешете го, еднаш е бебе. Така, контактот е многу важен, љубовта, многу е важен. Која што е страшно е важно тоа да се чувства за неговата подоцна сигурност во животот.
Кога бебињата почнуваат да ја држат исправено главата? Самостојно? Многу е тоа индивидуално, еве гледам сега и од оваа пракса, ја во принцип не сум имала прилика да гледам здрави бебиња, сум гледала. Вие долги години работевте на детската клиника на интензивна нега. На одделот за интензивна нега, таму гледав многу болни бебиња, а сега гледам здрави бебиња и гледам дека е тоа во принцип многу индивидуално. Кај некој многу рано, веќе во неонаталниот период, кај некој нешто подоцна, меѓутоа она што е просек и што го очекуваме е меѓу 4-тиот и 6-тиот месец детето да почнува да воспоставува контрола врз главата и вратот. Се препорачува бебињата да лежат на грб, да спијат на грб за да се избегне синдромот на ненадејна смрт, но од друга страна се препорачува бебето да лежи на стомак кога родителите го надгледуваат за да го вежба вратчето и мускулите. Тоа може да биде предизвик. Кога би требало да се почне да се практикува оваа вежба, бебето да се поставува на стомак? Значи, таа препорака на америчките и европските педиатриски здруженија е уште од мое време. Од време кога јас бев млад специјализант и кога бев млада мајка, нели? Значи, некаде од 90-тите години тоа не е сменето, почетокот на 90-тите години, дека бебето мора да спие на грб и тоа би искористила прилика да го кажам дека мора да спие во посебна постела, може да биде во собата со родителите, блиску, надофат на рака, меѓутоа треба да спие во посебен кревет на цврста подлога. Доколку има некаков проблем, како што е рефлукс, кој е физиолошки до 6 месеци, треба да се подигне, да се инклинира подлогата од 30 подагол од 30 степени. Самиот душек да се подигне, а не да се постави перниче. Има така наречени веджис, сунгерести перничиња кои го подкриваат душекот. Под душекот се поставува. Мора да спие на рамна и цврста површина бебето. Сега со оглед на тоа дека многу време проведува на грб, пожелно е да се врти на стомак под надзор на родител во будно време. Кога? Веќе во првите недели после раѓањето, ќе се почне помалку. Пожелно е да тоа биде врз родителот и кога му е близу, бебињата сакаат лица и иако им е ова голем број на бебиња не годуваат кога ќе се свртат во оваа положба и тоа е оној единствен исклучок каде што ја би, да кажам, дозволила. Тоа и терапија спроведување нормално. Ќе каже, плаче бебето, не сака да се инхалира. Таа опција е најбезазлена, да кажам, од сите други кои се замена за инхалацијата, кои може да бидат на крај завршување во болница. Тука би потолерирала да плаче бебе, една од тие прилики е и ова. Ако поплаче малце, бидите креативни, најдите начин да го анимирате. Секогаш, ако сте вие со него на меше, ако сте му близу, нема да плаче. Ако му подавате играчки, после 3-тиот месец може да му се стави огледалце. Пошто сака лица, го сака мајчиното лице, го сака лицето на таткото, на браќата и сестрите, ќе се одушеви од своето. Така, и велате колку играчки да има детето, сепак омилената играчка се мајката или таткото. Исто така е многу важно родителите постојано да му зборуваат на бебето уште од кога е новороденче. Што се постигнува со тоа? Се постигнува прво бебињата го слушаат говорот, иако тоа вас не ви изгледа така, оно изгледа као да не е многу ангажирано, они го слушаат и ќе се обидат да го имитираат. И говорот и експресиите на лицето кое говори. Посебно зборувам за постарите бебиња. При што да кажам, еве, некаква мала дозвола би била да докај негдека 5-6 месеци може да се зборува со него и бебешки и да се мази. Негдека после 6-тиот месец, особено после 8-тиот, кога ќе заврши предвокалната фаза, пожелно би било да зборуваат така како што зборуваат, за да го детето се навикне на правилен говор. Како год да тоа изгледа дека оно не го прима, детето го меморира тоа и подоцна тоа ќе резултира во една експлозија на говор. После првата година. Кога се воспоставува координација око, рака, па бебето да успее, да речеме, да ги удри играчките, да посегне они играчки кои што сака да ги допре? Па негде околу 6-тиот месец. На едно бебе од 4 месеци, оно одлично ја гледа играчката со која му мафтате и ако ја фати, ќе ја фати сосема сигурно, случајно. Он може да ја фати, да ја зграпчи и да ја држи, но фаќањето е случајно ако му ја принесете поблиску или ако него го принесете до играчката, па некако се деси да ја фати.
Око рака не очекуваме пред 6 месеци. Едно бебе од 6 месеци има развиена око рака оска, врска, и оно веќе ќе знае да посегне по играчката и да ја фати. Исто и ако е свртено на меша, ако му поставите играчка, оно ќе прави напор да ја докачи. А кога може родителите да очекуваат нивното бебе од грб самостојно да се сврти на стомак? Од прилика тоа е истиот период, негдека меѓу 4-тиот и 6-тиот месец, иако може и порано. Сега прегледувајќи некои деца, и тоа е нешто што мене ме воодушевува, посебно затоа што се девојчиња. Зашто нели има едно некое верување дека машките се моторно понапредни. Ја имам неколку девојчиња кои во многу мала возраст умеат да се свртат. Сакам да им порачам и на родителите да не се секираат ако тоа не е баш у 6-тиот месец, ако недела две подоцна или порано, не е ништо страшно. Битно е да нема отстапувања во месеци, да не е долго тоа отстапување. Околу 15-тата недела најчесто бебињата почнуваат да се лигават, да си ги гризаат рачињата, родителите тоа го поврзуваат со почетокот на никнувањето на запчињата. Дали е таа корелацијата? Така е. Првите запчиња ги очекуваме меѓу 4-тиот и 7-тиот месец. Се случува и порано, а се случува и малку подоцна. Исто како и за ова претходното што го реков, е сега кога запчето поминува низ мекото ткиво на непцето, знае да боли. Тука бебињата знаат да бидат прилично нервозни и плачливи. Исто така и да се лигават. Што треба да се направи? Па од прилика треба да му се стават помагала некој. Меѓу останатото оно и само ќе се помага. Што год зграби ќе стави во уста. Ќе стави во уста и ќе си ги чешка непцата, и не можам да ви кажам колку се креативни во изнаоѓање на предмети со кои ќе си ги чешкаат непцата. Тоа е од прилика тоа, така да за родителите нема одмор. Кога ќе завршат грчевите, почнуваат запчињата. Меѓутоа, тоа е една убава година. Таа прва година е навистина убава година. Така, иако е тешка, потоа се заборава, се паметат само тие убави моменти. Меѓутоа е убава година. Исто така, едно од дилемите на родителите е кога треба бебето да седи самостојно. Бебето моторно е спремно да седи на 6 месеци од прилика, со придржување треба да има, веќе може да се умее да се наведне напред како троножец и да постигне равнотежа со тоа што ќе се наведне напред и ќе се придржува со рачињата или ќе проба да дофати играчка напред, а стабилно самостојно седење е во 8-тиот месец. Сосема стабилно седнува, од лежачка позиција се подигнува само во седечка позиција, од седечка може да почне да се исправа, па да си седне. Тоа е од прилика тоа од 6-тиот до 8-тиот месец, при кое што во 6-тиот му треба помош малку, а во 8-тиот е сосема самостојно. А кога почнуваат најчесто да реагираат на сопственото име? Па тоа би требало да се случи негдека помеѓу 7-тиот и 9-тиот месец. Ако после 9-тиот месец се уште не го препознава своето име, добро би било да си го консултирате педијатар. Што е сопроводувањето? Дали е тоа виштина која што треба да се постигне до првата година? Или пак тоа не е така? Некои родители брзаат во тоа нивното дете да го постават што поскоро на нозе и да почне да оди. Тука ортопедите се многу битни, нивното мислење ни е многу битно. Значи, важно е зависи од зрелоста на коскениот систем на карлицата, кога бебето може да се постави во стоечка и позиција. Ако ортопедот даде дозвола, тогаш може. Меѓутоа, генерално, негдека исправање на бебето започнува околу 8-тиот месец, бебињата околу 10-тиот месец се крузери. Се исправаат и одат со придржување. Околу 12-тиот месец, некој порано, некој малце подоцна, би требало да проодат. Меѓутоа, ако тоа не се случи баш во 12-тиот месец, не треба да ве загрижува. Она што треба да загрижува е бебе кое и по 15-тиот месец не проодело. Треба да се ве загрижува туку да се исконсултирате со лекар. Така, кажавте секој дете како отпечаток од прст, сите се различни, ова се некои граници на развојните рамки на развојните пресвртници кои што треба да се следат, но не треба да се плашат родителите доколку има благи отстапки. Доктор Којич, ви благодарам што бевте наша гостинка во НЛМ+, секогаш е задоволство да се разговара со вас. Ви благодарам и јас на вас.
Се надевам дека уживавте во денешното издание на магазинот за родителство 0N+ на телевизија Телма. Се гледаме секој работен ден во терминот околу 12 часот. До гледање.